Нам никогаш не ни недостигал разум. Нам ни недостигала лудост. Затоа ставиме сам со својата лудост. Збогум, Каре! Ова е познатата реплика на Ристо Шишков во филмот Републиката во пламен. Му ја кажува на Карев, кога Карев го убедува, ајде да се повлечеме, одиме во тактичко повлекување, голем турски аскер, зошто сега сите да изгинеме, борбата продолжува понатака. Питу-Гули одбива да ја прифати наредбата и решава да остане да го брани градот со својата чета и завршува како што завршува. Нели, сите до еден гинат на мечкин камен. Нешто подоцна малку околу лудоста и големината и мудроста на оваа реченица, што ја напишал, нели, сценаристот. Не знам колку е изворна оваа реченица, колку на вистина ја кажал Питу-Гули, дали е реплика, тоа е копија на неговото сведоштво вистинско или е измислено од сценаристот во филмот, небитно. Ќе се вратам подоцна на неа. Имам нешто да му кажам на надвојводава Филипче, надвојвода на предавничкава СДС. Ако може така да се каже. Види, дечко, го гледам вчери од Крушева тамо, мада искрено ја да се прашуев, да бев, се не знам кој градоначалник у Крушева, ма ја да бев власту овакво некоја тамо, ја немаше ни да пуштам делегација од СДС да се појави, да стапне, нивна нога да стапне тамо. Но добро, тоа сум ја. Ке смислев нешто, ке направив нешто, не знам, Одрон, Камп Патов, нешто, Одрон има дечки, не можете погоре, јебига. Нешто срна се по овај, се пораѓа на Патов, нешто така. Било што ке смислев, поплава, мечка се пораѓа, тоа е рецимо многу добро. Мечка ни се пораѓа на Патот горе. Нешто ке се смислеше, небитно. Сакам да му кажам, тоа што постојано верглаш за ЕУ и како треба да работиме да влеземе побрзо во ЕУ. Види, тоа ти е на некој начин, како да ти кажам, ти оди у прилог, ама не ти брка многу работа. Тоа е убаво така како верглаш, овие од горе те гледаат нон-стоп, овие од Европска унија, овие од невладиниве, што се подружници на шпиунски, на разузнавачки служби, странски, жути комбиња, вистинска смисла на збор, ова она. Те слушаат, не дека не. Како си верглаш ЕУ, ти си добиваш тамо. Пола, поен, знаеш, они бележат тамо све. И убаво е, се надеваш дека кога ќе собереш доволно број поени, дека они ќе ти речат, дечко, ела сега вамо на состанок у 4 очи, ајде да се договориме како да ги урнеме, а сега ВМРО да ве ставиме па вас на властот и овие ВМРО не ни бркаат работа, тоа што ние сакаме, вие сте од секоја сте биле партија која што сте ни искачала у пресрет на странците, што сме си побарале, тоа сме си добивале од вас, со вас немаме проблеми. Джитни се од у Вардар, джитни се у Вардар, напупи се овде кај Карпава, напупи се. Направи ова, направи. Земи го овде кад Длабоко, земи го овде кад Длабоко. Влези у Длабокото, влези. Не диши, не диши. Вие немате рефлекс за самоодбрана, дечко, за чест да се одбрани за ова. Не се кирете, ке ве намести на власт, Филипче. Уврска со твоето верглање ЕУ, и тоа што треба да се работи, да се влезе у ЕУ, значи свето супер. Али ви е вас конкретно безкорисно. Да, изгледа известно време, ќе изгледа дека е тоа корисно и ќе изгледа све фино, дека еден ден ќе ќариш, да дојдеш на власт, да станеш премиер, но реално е безкорисно. Затоа што вашето владење, вашиот однос кој го имавте кон македонскиот народ за време на вашето владење, вашата арогантност, вашето третирање на сите граѓани као на нижи форми на живот, вашата умисленост, дека вие знаете што е добро за Македонија, никој друг не знае. Вашата и денесна умисленост, слуша ваши политичари, твои соработници, како кажуваат, фрлели беше мрле, дека народот фрле беше, дека народот уствари не треба да се прашува.
Он е тука само да те донесе на власт. Големите државнички одлуки се донесуваат мимо волјата на народот. Такви глупости слушавме од Фрле на една емисија. Тоа е кај вас карактерна особина кој ќе дојдете на власт да правите се против државата, против македонскиот народ за лична корист, само за да дојдете на власт и за да заостанете на власт. Затоа вие ветувате шаком и капом. Шо вика овој, како се вика, српски свет. Затоа вие го правите тоа. Затоа сте погодни, за да дојдете на власт. Кога некој што е моментално на власт почне да мрда со газот, у негативна смисла за странците, да избегнуе да им застане мирно, и тогаш обично секојаш вие доаѓате на ред да направите се што бараат странците на штета на својот народ. Никој не може да заборави уште една работа. Кога вие, Филипче, бевте на власт пред ВМРО, сега да дојде, прославата на Укрушево на Мечкин камен ли беше, не знам точно на која локација таму. Ти текнуе ли на групицата што ја собравте од луѓе што скандира демекот инат на останатите прости приглупи небањати македонци, што не знаат сами, не знаат што е се државнички големи одлуки? Ви текна на групата луѓе што ја донесовте со автобуси што скандираше за инат на овие простите глупи небањати македонци што скандираше северна, 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 а вие гордо тука праѓавте. Џоа, сте го фатиле Бога за онаа работа што сте сменили името Северна и ве гледате како Северна е широко прифатено од широките народни маси. Текно е на таа подвала. И сега ваши политичари, па и вие самите, и тие помладите, голобрадите, нежни момчиња, ги праќате у етер, по медиуми, и ги слушаме како они посветено кажуваат само Македонија, 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 Македонија. Да облажите гневот кој што го осеќате на секој чекор каде и да излезете. Да облажите омразата кој што осеќате на секој чекор каде и да излезете надвор на улица. Луѓето ве гледаат со презир. Осет еден тука наскоро сега беше тоа во еден кафич надвор седнат. Која група од 6-7 луѓе, мужи и жени, сериозни луѓе, помина тука, прв ред седеше овој твојов политичар, прв ред помина, го загледа, знаете како крв го гледа доека праќа тука. И ја мислев, каков ефект, викам, ова топ, викам, ќе осетите, сите вака, знаеш како го гледа надмурено, со презир онака. И дури едно тие жените што бе рече, дајте побрзо, не можам да го гледам овој предавников. Сериозни жени, не бе тоа. И го слушна тоа, пошто сите го слушнавме. Вие знаете до кај сте, колку е саат. Така да тоа дека ќе работите за ЕУ, знаеме дека ќе работите. Ама ќе работите за ЕУ на штета на македонскиот народ, на штета на македонските интереси, тоест ќе направите све што ќе ви каже ЕУ, ќе подкопате секаков темел додека сте во опозиција само за да додите на власт. За да ја урнете цела куќа до крај. Пошто не знам, уште многу малце нешто ви остана од држава да ги урнете. Остана, појма неам, црквата остана да урнете, воздухов да го истиснете и така, и тоа, да речете, да му отидете пак на поклонение кај Бојко, отиде тамо шефот кој да е на власт и да речете нема проблеми и јазикот ќе го смениме у бугарски и историјата, оне што не успеавте да го завршите додека бевте на власт, затоа што видовте, затоа што се соочивте со огромен гнев во јавноста, на огромен дел од македонскиот народ, и свативте дека ако продолжите така, со тој предавнички менталитет, дека ни странците нема да ви помогнат на следните избори да задржите власта, па затоа тука негде сопревте, почнавте циле миле малку со бугарите, оставите ни време, гледате јавноста колку е гневна кај нас, И вакви постојат работи што дошле до моите уши.
Само тоа што сте се исплашиле, што сте знаеле дека на следните избори ќе го јадете стапот, дека ни странците нема да ви помогнат. Тогаш чекајте полека, драги братја българи, остете не малце, сега малце да глумиме, малце кокошката, малце да ви бегаме околу кокошарников некој круг, да се види дека некој отпор даваме. Во суштина, сето тоа беше принудно однесување на предавници кои сватија дека нивната агенда за целосна промена на македонскиот идентитет баш не се покажала до крај успешна. Тоест дека нема да биде до крај успешна. Во врска со она, карај, нам никогаш не ни недостигал разум. Нам ни недостигала лудост. Остави ме сам во својата лудост. Збогум, карај. Ширината, мудроста на ова реплика која е, не знам дали ќе можам да ви објаснам, мене ми е у глава совршено јасна, ама не знам тоа како да ви го објаснам преку пластичен пример. Ај ќе ви го објаснам преку примерот праење улога театар. Праеш улога, некој, доаѓаш до одреден степен на улогата, сваќаш дека тука нешто фали. Не легнуе улогава кој што треба, не легнуе. Нема, самиот не се осеќаш автентичен, самиот не се осеќаш како да е дел од тебе. Самиот знаеш дека ако не ја најдеш тоа зрното мало, семето, зрното на улогата мало, дека таа никогаш нема да легне, нема да стане дел од тебе, од твојата органика, од твојот карактер. Дека никогаш нема да стане дел утре од твојот дух, од твојот начин на размислување, од твоето ова, тоа. И смислуваш на сцена. Дај да пробам ова, види се, од ова логички, дај да видам произлегува ова. Ај, пошто оваа ми вика на ова место вака, да пробаме и може ова ќе ме открие мојот карактер, што фали зрното вака, за да дојде до ова. И ти бараш некои логички овакви врски конекции, за да го оживееш ликов од тебе, да го осетиш, што се вика, да го почувствуваш ликов, ама никако да го почувствуваш. Никако. И тогаш паметен глумец, добар глумец кој што знае да ја премине границата, кој што знае да си дозволи да ја премине границата, кој што на времето кога учел глума успел да го скрши отпорот на својот дух или да му го скршат на факултет преку разни вежби овона, глумец со доволно голема имагинација, овој се откривам мали тајни на големите мајстори на кујната. Нема везе тоа дури да го кажеш како ова, некои луѓе тешко може да направат некои глумци. И сега, у таква ситуација, ти правиш нешто најглупо. Нешто што е тотално аматерски, тотално дилетантски, тотално сулудо. Почнеш да се заебаваш, што се викаме ние, да си играш со ликот, да го карикираш, да го вртиш наопако, на глава, на теме, на ова, на она. Значи, тотално онака си викаш, ма кој ти ебе матер, ова што не можам да го направам, не можам него дај сега бар малце да му се подсмевам, што се вика на ликов, да си играм, мурот да си играм со него. Значи, одиш во еден вид на неразумен пристап кон градење на улогата, претеруење намерно. Јоп, у еден одреден момент, заебавајки се така, претерувајки така, лудирајки се така, од изборот луд доаѓа од игра, homo ludens, на латински човек што си игра, да знаете лудило од каде доаѓа. Homo ludens, човек што си игра. Во суштина, лудилото не е во својот корен, нема негативно значење. Значи, homo ludens, видиш некои работи, се подсетив ја. Одамна книга немам прочитано, ја не знам и како уопште зборам. Би требало ни еден збор да не ми паѓа на памет. Ама јеби. И глумецот, почнувајќи таков пристап, неоптеретен, тотално лавав, неоптеретен од правилата на службата, на професијата, на методите на прајање лик нова, почне да се заебава. Не може вака, се мачам вака, кому ебе матер бе малце ќе се спрдачам, онак.
Ја по еден одреден момент тоа лудило, тоа нелогично однесување од тој произволен пристап, еден тотално абсурден пристап, туку нешто ќе светне у глава. Чекај, ова вака што се глупирав тука, чекај, од ова сега можам уствари и ми истекна ова, чекај вака да пробам. Сме сваѓате? Ако ме разбравте мене после ковито, не знам тоа како да ви го објаснам. Тоа е големината на таа реплика што кажува Шишков у филмот Републиката во пламен. Затоа јас, само еве го кој бил мотивот, само тоаш не сум сакал да ви објаснам, ама сега ми дојде кога сакав да ви опишам сликовито, па ми дојде ова со глумава. Затоа јас уназад, у многу вакви објави, кажем, дечки, ви треба нешто неочекувано. Ково зенот, учителот му вика на ученикот, го слушаш ли звукот, го слушаш ли плесокот на една рака? И му вика, не, и овој шамар му залепува. Рагао! Демек сега го слушаш ли? Ова ни треба назво решавање на нашиот проблем, што ни го направија предавниците од СДС, што со ние супер штетни предавнички договори во преспејано со Бугарија. Ни не достига лудост во делувањето, во одлуките, во менувањето на пристапот на решавање на проблемот, исто како нешто ви кажав со улогата. Гледате, вака не ни лежи улогава на постојана борба за нашиот идентитет, постојано докажување некому кој сме што сме, постојано шлајфуење уместо ради тоа што седиме постојано во некој преговарање во скутот на Бугарија, на Грција, на ова, на Европска унија, све заради некој морков што ни е ветен тамо негде на крајот, што може никогаш нема ни да досегнеме по него. Не. У таа смисла ни треба, што вика Карев, ни не достига лудост. На ова мисли кога вика ни не достига лудост, јас што ви го објаснив ова актерски, што може и не е негова реплика, е реплика на сценаристот на филмот кој што е собрал, познавајќи го, нели, театарот и начинот кога нешто се прави, еве некој лик или представа, или кога режира некој, или така натаму, и така натаму. Затоа, ви реков и вчера, ќе биде добро. Ние ќе си продолжиме во нашата борба да ја зачуваме државата и народот, но не по принцип да се докажуваме постојано некому колку сме ние македонци, колку сме ни ова, колку сме ни она. Нас ни треба нешто сосема друго. Она што сум го кажал, десетина вакви објави последниве 2 месеци. Она што ни треба е безкомпромисно средување на државата на внатрешен план, ама безкомпромисно, сега да не опишам што значи све тоа безкомпромисно. Од една страна и од втора страна ни треба таа лудост да ја спинуваме, не да ја спинуваме, него да му даеме спин на се она што се нарекува наша надворешна политика и борба за нашиот идентитетот, како, нели, беше бајги оштетен со ние предавнички договори. Нас ни треба нешто неочекувано однесување на тој план. Неочекувано делување, би рекол, на тој план. Неочекувана стратегија, што ќе го смени нашиот ракурс на гледање на нештата и што ќе го смени ракурсот на надворешните фактори на гледање на нас. Со што јасно ќе им даеме до знаење дека повеќе со нас на таа тема нема што да се преговара, затоа што ние сме сигурни во нашиот идентитет, нашите соседи не се сигурни во нивниот идентитет, затоа бараат потврда на нивниот преку уништување на нашиот идентитет. Тоа е многу просто, како 1 и 1, што се 2. И со тој потек, фактички, ќе се оттргнеме од преградката на нашите непријатели кои седат додека не држат
во сопствениот скут, во сопствената преградка, не држат орни да им се докажуваме дека не се управа, се дотогаш тие ја водат играта. Тие ја контролираат играта, тие ја контролираат штетата, тие манипулираат. Ние во нивната преградка, во нивниот скут, што и да направиме, правиме во нивна корист, во корист на што тие сакаат да го добијат. Дали разбирате што значи реченицата на Шишков во Републиката во пламен? Можел да замине со Карев и четите? Рекол, не бе, зашто да замине? Ќе остана. Ако не ме утепаат денес на Мечкин камен, ќе му утепаат утре на некое друго место. Секако ќе не утепаат, нас не следи тоа, пошто ние сме тоа, јебига, револуционери, борци за слобода. И замислите оној колку илјаден турски аскер, колку имало тамо бројка, 100.000, појма немам. Може да и јаче, може да и... Не знам точно бројкава колку било. Замисли, доаѓаат према Крушево и нема отпор, го гранатираат Крушево, гледаат четиве како го напуштаат Крушево комитиве и сила, и одеднаш на Мечкин камен гледаат некоја будала, почине да се тепа со нив, со својата мала група на луѓе, стотина колку биле таму. Викат, јеботе Бог, кој е ова будала? Ама затоа кој ќе ви каже некој Илинден Крушево, 12 дена Република, вас меѓу првите работи што ви асоцира е жртвата, само жртвата на Питу Гули и неговата чета. Јеби га. Лудилото не му било корисно, затоа што сите ги загубиле животите благодарение на тоа лудило, во наводници. Ама од друга страна тоа негово лудило станало символ на целиот непокор на тоа востание. Вас не ви текнува кој влегол, како го освоиле Крушево, учуматото, она, причи, нападнавме, освоивме. Ама секој знае приказната за Питу Гули и неговата чета. Затоа турскиот официр му дава почест тамо пред загинати, пред со својата војска, со плотуни на Мечкин камен. Мислев дека е ова мит, но гледајќи некои прајки муабет поправат многу оддамна со некои што живи линденци, ова зборам за 90-тите години. Мислам, 90-тите години луѓе што биле многу мали биле, кога бил Илинден, биле деца практично, но ги слушале сведоштвата на нивните татковци, баби, итн. Дека уствари тоа било точно, дека му е одаден посмртниот плотун на Мечкин камен на загинатите комити. Ето тоа.